Путин на лов, Путин во студена вода, Путин пилотира. Вакви наслови често се појавуваат во дел од домашните медиуми, некогаш придружени и со зборови што ја величаат личноста на рускиот председател Владимир Путин. А не гледаат позадината на таа вест и затоа се креира некој мислење кое што доаѓа само од таа вест, додека на запад ќе напише зошто пливал Путин, како пливал Путин, дали таму е да го зголеми својот рейтинг, дали да се покаже како мачо, мислам, сето тоа може тури и психолошки портрет да му направат. Според неодамнешното истражување на Глобсек за наливоста на земјите од Централна Европа и од Западен Балкан, на влијанието од Русија и од Кина, македонското општество застана на средина од скалилото. Самиот индекс на ранливост покажа дека членството во самите меѓународни организации и структури, односно ЕУ и НАТО, донесува кон поголема отпорност по дефолт. Сепак, како што се наведува во извештајот, а во чија изработка беше вклучен и Евроатлантскиот совет на Северна Македонија, политичката поделеност и натаму ја прави земјата ранлива на надворешни влијанија. Огромна, би рекол, политичка поларизација која е на некој начин поделена во одредени антагонистички политички кампови и со самата таа поделеност општеството е уште повеќе ранливо. Граѓанската асоциација МОСТ неодамна излезе и со анализа на медиумските известувања во врска со тензичната ситуација во Црното море, што се случи летово меѓу британскиот воен брод Defender и руската морнарица. Анализиравме вкупно 127 статии, скоро 70% ја содржаа руската страна на приказната, додека околу 30% ја содржаа британската. Само 5 статии беа оценети како неутрални. При тоа било забележано и извртување во пренесувањето на информациите. Речиси 60% користеа руски извори, а само 19% користеа британски извори. И покрај ова, дел од британските извори беа извртани или манипулирани во прилог на рускиот наратив. Според анализите на Глобсек, ранливоста на медиумскиот простор се должи и на нарушување на слободата на говорот. Таа тенденција на високи владени функционери и партиски представници да упатуваат закани или навреди до новинарите се уште присутни за жал во нашето општество. Според познавачите, домашниот медиумски простор е веќе под големо влијание и од западните општества. Може да се каже дека Западот влијае многу повеќе. Сега дали е позитивна или негативна, тоа може да го кажат луѓето, но мислам дека Западот многу повеќе влијае, многу повеќе поприсутен во Македонија за разлика од овие две држави. А плурализмот сепак е добродојден, медиумскиот плурализам се разбира се до оној степен или до оној момент кога не почна да се шират дезинформации. Во палетата од странски влијанија, прст се посочува и кон далечниот исток. Интересен играч е Кина, која за нас е можеби се уште енигма, има огромен потенцијал, така да би требало во иднина да помислиме малку и на таа насока. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.